На Македонија и доктор Горан Миланов не им било пишено да бидат на едно место. Се обидувал 2 пати, но не успеал и сега Македонија ја сака со целото срце, но од Малта. 2001 јас завршив медицински факултет во Софија и нели ко секој еден така амбициран млад лекар си се враќа дома. Тогаш се отвори Филип II војна болница и се вративме таму. Така 2 години немаше место за специализации, дури немаше ни катедра по кардиохирургија во Македонија. И после 2,5 години, некаде 2004 се вратив назад, пошто тогаш добив специализација во Софија. Повторното враќање во Бугарија за Миланов е голема среќа, бидејќи на Универзитетската болница во Софија за ментор го добива светски познатиот кардиохирург Александар Чирков. Видите, Александар Чирков беше за мен еден од, како да кажем, можеби не е добро да се споредува нели такво нешто, но он беше за мене ко татко. Јас освен што имав нели шанса да научам од него сето тоа што се работи во кардиохирургијата и трансплантации и се што е можно, значи он ми беше и истински како како да кажам, ко родител. Јас имав голема среќа да бидам кај него. Јас сум единствениот у Бугарија што последно е работел со него. Секогаш со мене работеше тој. Благодарение на него јас сум пошол и во Америка, и во Германија на специализации и никогаш тоа не може да се заборави. Александар Чирков беше за мене еден од најголемите луѓе што некогаш ќе постојат. Со Чирков, штипскиот доктор развива професионални, но и блиски човечки релации. Тој многу, пошто јас бев тогаш единствениот македонец таму што влегол и тој многу ја почитуваше Македонија и македонците, затоа што мајка му, доколку што тој секогаш ја расправаше, секогаш го кажуваше тоа, мајка му е од Егејска Македонија, они се бегалци од Егејска Македонија и така малку и тој имаше сентимент према мене и јас према него и дури станавме, како да кажем, многу блиски пријатели. Со големо искуство и неговата вештина и амбиција, Миланов 8 години работи во Софија и уште 8 во приватна болница во Бугарија. Работев скоро 8 години у самата катедра, кај што беше Софија и универзитетска болница. Искуството у Софија беше огромно. Таму секоја година се правеа по 1000, 1200, 1300 операции само во Софија, во истата болница кај што сум бил. И тоа беше за мене едно многу големо, како да кажем, ко млад лекар, ко специализант, огромно искуство. Огромно искуство. Таму се правеа трансплантации, таму се правеа тие вештачки срца уште 2005-2006 година. Што така да огромно искуство. Таму мислам дека таму стекнав највеќе од се што благодарение. Значи таму стекнав се што можеше да се добие во таа сфера, во нашата сфера, за да бидеш самостојателен кардиохирург. И после тоа веќе приватна болница, тоа таму 8 години исто, доста работа, доста труд. Така, до 2019. Но, на Миланов секогаш му недостасува Македонија и одлучува да се врати на клиниката Жан Митрев, каде се соочува со голем абсурд. Јас по принцип дојдов во Македонија по покана на доктор Жан Митрев, или како што сите го викат академик. Мојата трагедија продолжи да се развива и тоа без конкретни дати кога би можело да... ја во исто време работам кај Жан Митрев, разбирате. И така многу време помина. Ме враќа во Софија да прво што се случи, ми ја призна дипломата за специализација. Тоа беше од Министерство на здравство. Океј, ти ја призна, ама реко, не можеш да работиш додека
не да се признае лекарската диплома. И какъв парадокс може да биде това? Първо да ти признаат кардиохирургия, дека ти си кардиохирург, ама не можеш да работиш, затоа што не ти е призната лекарската диплома. Айде некој да ми одговори, например, на това прашање, како може да биде призната специализацијата, а да не ти биде призната лекарската диплома, дека ти не си лекар, а си кардиохирург. Ме тера да полагам изпити, лекарска комора, 9 месеца. Продължи то 9 месеца, 10, скоро година. Накрая го взема в това и веќе напуштих од Кежан Митрив, пошто смисъл не е то местото за мене. Пойдох да разговарям со тогашниот шеф на државна кардиохирургија, кај што они ствари имат државна кардиохирургија Скопје на клиника. Тогашниот шеф беше дури професор, му е пишено дека е, професор Јове, кој што никогаш не е бил професор и дури нема ни специализација по кардиохирургија. Но, знаеш, што ми каже тој? Дури за пола плата бев, откај Митрив тргнал, викам само и само за да останеме, да сме дошли од странство, да пробваме, да работиме од дека. И тогаш тој ме изслуша се запознахме, си правихме мовет, вака, така, и ми рече, знаете ли шо? Ми рече, види, вие сте превише квалифициран за нас. Да, вие сте превише квалифициран, со сите тия дипломи, со сите тоа такво, што ги имате знания и познания, вие сте превише квалифициран за нас. Ја не знам, вика, дали вика, вие ќе бидете задоволен тука, ама немаме место за... И така се случи работа. Но ме посоветува да се свързвам со тогашниот министер. Знаете, беше Филипч. И така, јас не ги измислувам овие работи, овие са факти и дури уште ги чувам оние кореспонденции со нив на телефона. Знаете, тоа беше 2019 година, пред да се решам веќе што да правам. И ми рекоа, јави се кај Филипче да видиш што ќе каже тој овака. Му се јавив на Филипче, знаеш што ми рече тој? Апсолутно ништо. Рече, знаеш, вика, што не пробаш кај Митрив? Сега, ние имаме државна кардиохирургија, кај што нема нито еден специјалист од тие таму што работат. Тие таму што работат, никој нема истинска специализација по кардиохирургија. И ја не сум сакал да бием шеф или да загрозам некој или да у државна болница или било што. Не ми е било тоа целта. Дури за пола плата, ја... По Жан Митрев тој повторно ги пакува куферите и со семејството заминува на Малта. Таму е многу почитуван, признат и авторитетен во лекарската фела. Ја аплицирав у Малта, ме викна, дојдов тука, се сретнав тука имаше директор на болница, со сите тие што работат овдека и ми рекоа, подавај документи, вика, и дојде. Јас, како македонец, во Македонија чекав 9 месеца и кусур за признавање на дипломите. А овде, на Малта, што не е моја држава, туѓа држава е за мене, значи ја чекав само 20 дена. 20 дена ми е признаа дипломата, и кардиохируршката и лекарската диплома. И јас почнав да работам още истиот ден. Тука си ценет кадар, покрај тоа што си странец, кога ќе покажеш професионализам, кога ќе покажеш дека тоа нешто го заслужуваш, тоа ти си прифатен и не само што си прифатен, а и си награден за сето тоа. Која е разликата помеѓу здравството во Малта и кај нас во овој момент? Разликата е многу огромна. Во Македонија целиот здравствен систем почнува од приватното. Јавното здравство, да кажеме, е на заден план. Кај нас се почнува од приватното здравство. И таму ќе ти рече треба да платиш 10.000, треба да платиш 20.000, а ти си веќе здравствено осигурен. И си осигуруваш 40 години, може би 30. Овде, во Малта, здравствениот систем, како работи? Се е државно.
тука немате приватно здравство. Приватното здравство не се финансира от държавата. У приватното здравство можеш да отидеш, али то си на твоя отговорност и на твой трошок. Доктор Миланов доживува полна професионална сатисфакција од оваа островска земја и во животот работите му се подредени. Но дали размислува за Македонија и за враќање? Знаете ли, два пати веќе, што се вика, сум се изгорел и како да ви кажам, може би у некои подобри времења, ако медицината не е толку ispolitizirana, како што се живо ispolitizirana во Македонија, значи може би некој ден, да. Доктор Горан Миланов е голем професионалец, алтруист и човек кој во животот е правичен. Пациентите му се пред се, но неправди не сека. Веројатно и тоа го оддалечи од неговата Македонија, каде здравството функционира на поинаков начин од неговите сваќања.